Економистот Борче Митевски има долг градоначалнички стаж. На чело на општина Петровец е од 2009 година. На престојните избори ќе се обиде да го добие својот петти мандат како кандидат на ВМРО ДПМН. Во разговорот за Прва Скопска ТВ, тој меѓу другото ги истакна и главните точки на кои ќе се темели неговата кампања. Ја добивте довербата од партијата. Зошто мислите дека ја заслужувате и од граѓаните? Мислам дека ја заслужувам довербата. Јас секојдневно сум на улица, буквално. Секојдневно сум по сите населени места, каде што работиме, каде што градиме. Зашто многу добро знаеме дека во минатото сите населени места нема ниту водовод, ниту канализација, нема градинки, значи во многу лоша состојба ни беа училиштата и да не набројувам се она што ние го направиме во изминатиот период и тоа граѓаните го гледаат и го вреднуваат и затоа на сите анкети ја го дам повеќе од 5:1. Каква ќе биде вашата кампања? Мојата кампања започна од првиот ден на четвртиот мандат. Значи кампања не се води последните 3-4-5 месеци. Градоначалникот треба да биде посветен 4 години на својата работа, на проектите. На 4 години треба нон-стоп да реализира проекти, она што го ветил на граѓаните и да го реализира. Јас 4 години сум во сите населени места. Може комотно, слободно да кажам дека 90% од проектите веќе се реализирани. Која е првата работа што планирате да ја направите кога ќе станете градоначалник? Ќе го започнам најкрупниот проект кој е ветен од моја страна, а тоа е нов културен дом овде во населеното место Петровец. Уште таква една преубава зграда му фали на ова прекрасно населено место, на ова прекрасна општина Петровец. Културниот дом е во вредност од 30 милиони денари и ќе биде преку владата наша од унгарскиот кредит, средствата се обезбедени. Што можевте, а не успеавте да направите ако има такво нешто во мандатот што е при крај? Почнам од населеното место Ојњаци. Таму поставиме канализациона мрежа на 5 улици и направиме спортска сала за основното училиште подрачно Кочо Рацин од Ојњаци, каде што децата првиот школски час го има токму во спортската сала. Имаме преубава спортска сала изградена во населеното место Ојњаци. Исто така во населеното место Петровец. Значи изградиме оваа преубава општинска зграда, со што ги подобриме условите за работа на општинската администрација, но и услугите на странките кои доаѓаат во општината. Изградиме пешачко-велосипедска патека во должина од 2050 метри со средства од буџетот на општина Петровец. Изградиме 8 улици во населеното место Петровец со асфалт и со бетон плочки. Изградиме детски забавни паркови. Изградиме детска градинка. Во завршна фаза уште 2 месеци ќе имаме трета детска градинка, каде што го решаваме трајно проблемот со упис на децата во градинка. Во населеното место Рожаничино изградиме 2 улици во вкупна должина од 750 метри. Во новата населба блок 6 изградиме канализациона мрежа во должина од 2100 метри. За потребите на местното население, општината донесе одлука на совет и купиме 800 квадрати земјиште за да можеме да обезбедиме на децата од населеното место Рожаничино детски забавен, да изградиме детски забавен парк. И тој детски забавен парк го изградиме еден од поубавите во општина Петровец. Во населеното место Катланово изградиме 5 улици. Изградиме за пензионерите просторија, за да има каде пензионерите од Катланово да се дружат, да го поминуваат своето работно време. Во населеното место Чоилија изградиме улица од 300 метри. Во населеното место Бредица изградиме улица од 700 метри. Населеното место Градманци изградиме улица од 2400 метри преку владата обезбедени средства од унгарскиот кредит. Во населеното место Долно Коњари изградиме канализација во должина од 820 метри во новата населба.
Во Средно Коњари извршиме реконструкција на училиштето Братство и единство. Изградиме 2 улици во должина од 500 метри. Едната улица е од клучката од автопатот до реката Пчиња и другата е во самото населено место. Во Горно Коњари изградиме 700 метри канализација. Изградиме 300 метри асфалтна улица. Изградиме пешачка патека 520 метри. Во населеното место Сушица изградиме плоштад и го реновираме културниот дом во населеното место Сушица. За населените места кај што се јави недостаток на вода, го решивме проблемот со водоснабдување во Сушица, во Катланово, во Бадар, во Блатце, Кожле и Тотици. И тие населени места сега луѓето се пресреќни, бидејќи стварно имаме проблем со сушниот период, но ние направиме нови бушотини и тој проблем го решивме. Со предпријатието Јавното предпријатие за државни патишта со директор Коце Трајановски, негде околу 4500 метри асфалтиравме регионални патишта: Петровец, Ржаничино, Горно Коњари, Сушица према Свети Николе. Тој благодет го чувствуваат сите жители на општина Петровец. И за тоа ќе продолжиме, значи имаме енергија да продолжиме, да работиме, да ги подобруваме условите на сите жители во општина Петровец. Кои конкретни мерки ќе ги предложите или ги планирате за младите во општината за да се задржат тука, во своето место на живење? Патувањата во општина Петровец воопшто не се проблем. Финансираме во младите. Од најмалите, од првачињата, значи општина Петровец донесе одлука, даваме по 4000 еднократна парична помош. За сите 1150 ученици сега донесуваме одлука, значи ќе имаме работни униформи. За повозрастните младите, значи за кај што имаме фудбалски клубови, 4 фудбалски клубови, значи Долно Коњари, Средно Коњари, Ржанично и Петровец. Значи обезбедени се прекрасни фудбалски стадиони, може да кажеме слободно, значи со соблекувални, со наводнување, значи по сите стандарди. Петровец фудбалското игралиште има 2 соблекувални, има трибини со 400 седишта. Фудбалски другите клубови кои што се за одбојка, за кошарка, за ракомет, значи и фудбалски клубови. Имаме и едно културно-уметничко друштво Етно Зуница Петровец, каде што ни ја представуваат нашата култура и традиција од општина Петровец и надвор од границите на Република Македонија. Нас ни беше целта, значи да ги тргнеме младите од улицата, младите да ги насочиме во спортот. Знаеме дека спортот е нешто посебно здраво, здрав дух, спортски дух. Младината ни е многу битна, биќе знаеме дека младината е иднината на општина Петровец. И за тоа јас како градоначалник и во наредниот период, заедно со моите советници што ќе ни дојдат, значи ќе носиме одлука да финансираме во нашата младина. Граѓаните се жалат од нехигиена во внатрешниот дел од општината, што е нели под ингеренција на општината. Имате ли конкретни планови како да им го подобрите животот на луѓето, мислам да живеат во почисти услови? Како во изминатиот период, така и понатаму мора да ги подобруваме условите за хигиена во нашата општина. Затоа општината набави возило за смет во изминатиот период, набави мулчер за чистење на улиците, на тревата покрај улиците, набави машина за отпушување на канализациони системи. Во наредниот период, сега во нашата програма, значи ставено е уште едно возило за смет, уште едно возило за подигање на 5,5 контењери, 5,5 тонски контењери. Значи ќе зголемиме бројката на вработени и онаму каде што ќе се појавуваат диви депони, ние мораме да реагираме. Имаме такви 3-4 диви депони на територијата на општина Петровец, во континуитет ги чистиме. Значи мора да се грижиме за да имаме чиста и здрава животна средина. Тоа жителите го препознаваат на општина Петровец и не случајно ние
од минатиот попис до овој попис имаме некаде околу 1000 жители повеќе. Значи, општина Петровец, бројот на жители се зголемува, а исто така и се зголемува и бројот на првачиња. Тоа не го кажав. Значи, јас се гордеам каде што во други региони паѓа бројот на првачиња, во општина Петровец се зголемува бројот на упис на првачиња во нашата општина.